Директно од Кавадарци, токму на време, без никакви пречки, тип-топ, Софија Манева, веќе во нашето студио. Добро утро. Добро ни дојде, Софија. И веднаш се наметнува прашањето. Ранобудник си, со оглед на тоа дека на време си стигна, патуваше, или наменски некако тешко ти паѓа кога треба... Не, ранобудник сум веќе со години, пред се поради син ми, тој е ранобудник, станува во 5:30-6 наутро, така да и да имам обврска од утрото или да немам, јас сум станата пред се поради него и врските со него. Работен ден, ше си полетер. Да. Него интересира што јас си доаѓам од свирка во 4 сабајле. Тој е станат во 6, морам јас во 6. Така некако ни е фатен целиот биоритм и начин на живот. Колку годинки има? 9. Рано легнуваме, рано стануваме. Да, веќе е свесен мама дека е популарна, како реагира? Го носиш со тебе на кога гледа гостување? мама низ дома и кога ќе ме види на спот, овака. Ова не е истата. Му треба 5-6 пати. Друга мама? Да, али ја обожавам момче Македонче, таа му е омилен спот за гледање и песна. А вака има интерес да го носиш на гостување во студио кога снимаш, сака да... Тоа се уште не, затоа што е малце и хиперактивен и се, али ја сакам многу музиката и е многу музикален, посебно е многу добар во држање ритам, па се надевам ќе си фати тој некој свој пат. Да, вие сте музикално семејство, нели? Така некако тоа... своевремено беше музичар и понатаму не се занимава со музика, така што верувам дека ќе се продолжи лозата. Сега автор-композитор. Сега автор-композитор, да. Имаш убав повод за денешното гостување, нов видеозапис, нова визуелна приказна за твојот голем хит, кој што некако те наметна на македонската музичка сцена пред 18 години. Па ајде веднаш да започнеме со песната која што го носи името Лигав тип. Чека се, нов видеозапис. Сега реши да направиш една ваква нова верзија. За стара песна, односно аранжманска. Ама во ново руво, така? Ај се објасни ми убаво. Овака, Лигав тип е песна која што е издадена од пред 18 години. Комплетен автор, текстописец на песната е татко ми, снемена е во моето домашно студио. И можам да кажам дека таа беше песна на моите, кои што ги одбележа моите музички почетоци, поточно ја одбележи цела моја кариера тогаш во тоа време. Меѓутоа, паузата која што ја направив јас во музиката овие 10-12 години придонесе да на ова помладата генерација и не им е познато. Затоа што немале прилика да ја слушна, да ја немав таа пауза, нормално дека ќе ја слушнале, ќе сум ја испромовирала и слично. И сега тоа што јас решив да се вратам во музиката и да правам настапи во живо, кога сум пробала да му ја испеам дали љубов или нешто друго или Лигав тип, кој што, например, се беа хитови, сваќам дека луѓето кои што младите кои што присуствуваат на мои настапи се околу 20 до 25 години. Кога ќе размислам, јас кога сум ги издала Лигав тип и љубов или нешто друго, тие имале по 5-6 години и растеле со песните на Златно Славење, значи биле далеко од забавна поп музика, како сега син ми, например. И за нив се непознати, а мислам дека се песни кои што се ненадминливи во овој стил. Мислам, тешко е да ги повториш и како текст, и како порака, и како цела една фраза и се. И Лигав тип пред се ми беше како идеја дека сакам да ја обновам, затоа што мислам дека се дружам со млади и со моја генерација, дека се повеќе и повеќе имаме лигави типови, а немаме вистински мажи. И онака кога си ги слушаме оние женски маки меѓу себе, реков оваа песна во ова време многу подобро би поминала отколку и некако посоодветна е и како тема. Во ова време отколку пред 18 години, дека многу девојки мислам дека би се пронашли и дека би сакале да ја слушнат. Затоа сакав да им ја подарам и на младиве сега, меѓутоа го сменив комплетно аранжманот и да ја прилагодив на она што сега младите сакаат да го слушаат. Знаеш, тој вајб на она модерна музика сега. И мене многу ми се допаѓа новата верзија. Имаме прилика да ја слушаат. Овие инсертите што ги гледаме се од Момче Македонче пред последната песна и спот, нели, кој што ги издаде лани, така ми лани минатата година, да. Да не дојде до забуна, овој спот кој што го промовираше вчера, телевизиски денеска премиерно ќе го гледаме на крајот од разговорот. Во ново, извини. Сакав да снимам и спот, не само да изгледам песната, и дојдов со Даниел Јовевски до една преоригинална идеја. Поточно пораката беше дека не мислам само на еден лигав тип, дека еден тип на карактер е тој лигав тип, што го именувам во песната, дека повеќе варијанти од мажи со своето однесување спаѓаат во групата на лигави типови. И баш тоа во спотот е прикажано. Она рич бој, селфи зависник на нарцис, има обседнат со козметика, парфем адикт.
метнате драма квин у смисла као за се нешто му Чекај, смета за се. изразбе, како? Добро, да, ама јас Парфем ја адикт. разбирам. Парфем адикт, селфи, зависник нарцист имаме рич бој, имаме гам бој, оние што само вежбаат, се билдаат и Гам мислат дека бој? тоа ги прави Добро. джим бој, дека тоа Да, ги прави мажи и дека смислата е само во тоа, немаат ништо друго што да понудат освен тоа дека се добро набилдани и добро изгледаат. Другиот е лажен романтичар во смисла само На зборови знае не на да пише добри цитати или да дава ружи, да поклонува срцење и толку, ништо Видиш како повеќе не ние се ти нуди. разбираме вака по женска видиш линија. колку Ние е жениве, индикативно. да. Сакам да те прашам дали си добар проценувач на карактер или потребно ти е време сепак да оформиш мислење за една личност? И што Па е до она сега- што прво го забележуваш при комуникација со машка личност? Па добро, јас бев и долги години во брак, еве сега како девојка, можам да кажам дека брзо ја носев проценката. И секогаш некако ме владеела она, знаеш, човек кој ќе ти намили и некако си слеп за некои други работи или Па, добро. ги прифаќаш Љубовта другите е работи. слепа. Заведена, а? Љубовта е Да. слепа како вела. Сега Да. некако на овие години малце ме изострна проценката Аха. и мислам нема брзање на таа тема. Па види, овие и сум години многу гледам и попредпазлива и сето И тоа. добра анализа си направила. Па да, одбравме 8 интересни карактери, да. Каков е твојот идеален маж? Идеален. Затоа што предпоставувам не спаѓа Па во ние оваа не сум категорија која што идеална. категорија која што ги наброја. Да. ние Или не сум после анализава каков маж треба да барат новиве девојки, Стабилен. новиве генерации. Емотивно Па види, стабилна особа. имаше и на Не ме крајот весове. од спотот, имаше и на крајот од спотот еден кој што као немаше мана, изгледаше многу стабилно, професионално и со изглед и со као професија со актовка, така знаеш како И нешто со сериозно. однесување, да. И на крајот него го ставивме во професионален лажго или добар манипулатор. Аха. Така да уствари најголемиот проблем е што тие се најзастапени денес. Што мислиш дека овој стварно ништо не му фали, гледа и добро се однесува и добро изгледа и стабилна професија има и константен е во односот и во се и на крајот уствари сваќаш дека само добро глумел. Јас мислам дека ќе дојде време да се врати времето и со стројници дека ќе се мажат и Па женат. Па да добро, ти нема кажам, да многу се помалку врати тоа маки и време. главоболки имале и многу Не, подобро не, се ама поминале во Маријана, животот. сериозно, затоа што ова Дали ти време, сериозен? ново време веќе стварно не Колку и да ја мислиш и да сакаш да ја процениш, на крај па грешиш, така да Така. подобро е ништо да не знаеш. бавите да изминати. одлучат за Да, тебе. Софија, ти благодарам, времето секогаш минува брзо. Благодариме, те очекуваме со нешто ново, веќе кога го анализиравме спотот и нели новите машки особини, па ајде го верувам погледнеме. дека инспириравме за да го погледнеме и испровоциравме, нели? Поздрави во Кавадарци и си се гледаме следна прилика. Благодарам, да. Успеси. Се благодарам на поканата.